Едно старо правило вели: ако сакате да победите во правна битка, ви треба добар адвокат, кој добро ги познава законите и знае да ги примени во вашиот случај. А во земја, каде што со децении имаме големо загадување на воздухот, водата, почвите, и каде што речиси никој никогаш не одговара за тоа, заштитата на животната средина е област каде што особено ни требаат добри адвокати. И по 25 години, откако државата ја прифати Архуската конвенција, која гарантира и пристап до правда во животната средина, граѓаните не чувствуваат дека правдата владее со овој сектор. Судските случаи за загадување не само што се ретки, туку и кога ги има, завршуваат со парични казни што не ги обесхрабруваат загадувачите. Кога граѓаните гледаат како големите играчи се излекуваат, немаат мотив да го менуваат своето однесување за да ја подобрат животната средина. Затоа на нашата околина и треба многу посилна правна експертиза, а таа може да се добие со многу посилни борци за правда, вооружени со сето знаење што ќе им помогне да се справат со големи случаи и да го вратат чувството на доверба. Сепак, како што не можеме да создадеме хирург ако тој само повремено учи да оперира, така не можеме да создадеме ниту правник експерт по еколошко право, ако тоа не се изучува систематски во високото образование. За таа цел потребни се заложби за унапредување на високото образование, преку кои ќе се овозможи интегриран пристап за изучување на еколошкото право. Уставното право на чиста животна средина нема да дојде само. За него треба да се избориме.